До крајот на август треба да заврши изградбата на времената депонија кај Ново Конско во Гевгелија. 31 август е рокот во кој треба да финализираат изведбените инфраструктурни работи. Од општината велат дека остануваат отворени неколку прашања околу финансирањето на одредени инвестиции, кои се потребни за самата депонија, а за чија изградба јапонската влада даде грант од 1.100.000 евра. Се работи за пристапен пат кон времената депонија, ќе се трасира патот од Ново Конско до времената депонија, ќе се тампонира тој пат и тоа сакаме да го вклопиме да не биде на трошок на буџетот на општина Гевгелија, него да биде на трошок на целокупниот проект. Втора работа разговаравме за електричното поврзување, по наши пресметки некаде околу 65.000 евра е потребно за ископ, за поставување на кабел, за да може депонијата да ја уклучиме во електросистемот на ЕВН и правиме финансови конструкции, значи со средствата или со додатни средства од UNDP, да тие бидат обезбедени. Депонијата треба да има и систем за рециклирање на отпадот по најсовремени стандарди, бидејќи во иднина оваа депонија ќе функционира во рамките на регионалната депонија Шапкар, кое што треба да ги обслужува 10 општини од југоисточниот регион, а ќе биде во близина на Струмица, кај селото Добрашинци. И трета работа е бараме и систем за селекција на отпадот, кој ќе биде не е предвиден во првобитниот проект, сакаме да биде составен дел на проектот за да го заокружиме целокупниот проект на европски начин, бидејќи како што ние инсистиравме на заокружување на финансовата конструкција, така од господјата Луиза и тимот околу неја инсистираа на да бидеме добра позитивна пракса, добар пример и да бидеме пример на една депонија која ќе биде тука, ќе биде од локално значење. Изминативе години Југоистокот преговараше со австриската компанија АСА, која што требаше да биде концесионер на депонијата Шапкар. Преговорите пропаднаа поради високите цени за комунални услуги, кои што требаше да ги плаќаат граѓаните, а зашто не дадоа согласност градоначалниците, оценувајќи дека ќе биде товар на семејните буџети на граѓаните. Во март годинава, владата најави дека ќе бара локации преку јавни приватни партнерства, ќе гради регионални депонии во државата.